Добар ден, драги ученици. Јас сум Мимоза Гигова, оделенски наставник во 4-то оделение, во Основното училиште Гоце Делчев во Свети Никој. Денеска ќе проследиме видео лекција по македонски јазик за главни членови во реченица. Преку наставната техника, чекање, активно да размислиме на претходните знаења. Што е реченица? Реченицата е составена од два или повеќе зборови. Сето тоа не е учено, затоа се потсетува. Целта на овој час е да ги препознавате главните членови на реченицата, да ги разликувате главните реченични членови, да знаете што е подмет, а што прирок во реченицата. За работа на овој час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп, за да можете да го проследите овој час. Зборовите кои се заеднички за сите реченици се викаат главни членови на реченицата. Например, луѓето брзаат, учениците пишуваат. Во овие две реченици, како ќе најдеме што е подмет, а што е прирок? Со прашањето кој брза, го наоѓаме подметот. Со прашањето што прават, луѓето, го наоѓаме прирокот. На истиот начин, во реченицата учениците пишуваат, со прашањето кој пишува, го наоѓаме подметот, што прават учениците, го наоѓаме прирокот. Значи подмет е луѓето и учениците. Прирок брзаат и пишуваат. Запомни, реченицата има два главни основни дела. Од нив дознаваме кој нешто прави и што прави. Тие се викаат подмет и прирок. Да ги пронајдеме главните членови на следната реченица. Дамјан јаде цреши. Како ќе го пронајдеме ученици? Значи, со поставување на овие две прашања ќе пронајдеме што е подмет, а што прирок. Кој јаде цреши? Дамјан. Што прави Дамјан? Јаде. Така. Дамјан јаде цреши. Значи, во реченицата подмет е Дамјан, а прирок е јаде. Да повторим. Главни членови на реченицата се подмет и прирок. Што е подмет, а што прирок? Зборовите кои кажуваат кој го врши дејството во реченицата се викаат подмет, додека членот во реченицата кој објаснува што прави подметот се вика прирок. Вежби. Додека ги читам овие реченици, вие ќе можете да си ги исто така и препишете во вашата тетрадка. Јана игра ракомет. Ангел вози велосипед. Кучето лаеше цела ноќ. Ана пее во хор. Овие 4 реченици имате задача, значи со една црта да го подвлечете подметот, а со две прирокот. Во првата реченица, Јана игра ракомет. Кој игра? Јана. Значи Јана ни е подмет. Што прави Јана? Игра. Значи игра е прирок. Во втората реченица, кој вози велосипед?
Ангел. Ангел ни е подмет. Што прави ангел? Вози. Значи вози е прирок. Кучето лаеше цела ноќ. Што прави? Кучето лаеше, значи лаеше е прирок. Кој лаеше? Кучето. Кучето е подмет во оваа реченица. И последната реченица, Ана пее во хор. Кој пее? Ана. Ана е подмет и затоа ја подцртуваме со една линија. Што прави Ана? Значи таа пее. Пее прирок во реченицата и го подцртуваме со две линии. Браво, ученици! Целта, значи, на овој час е да знаете да ги пронајдете главните членови во реченицата и да знаете што е подмет, а што прирок. Домашна задача ќе имате. Подвлечи ги со моливче главните членови во дадените реченици во учебникот на страна 158. Имате дадени реченици кои што треба да ги препишете во својата тетрадка и да ги подвлечете со моливче подметот и прирокот на истиот начин како што беше и вежбата. Ви честитам на знаењето, драги ученици. До гледање.